Почитувани гледачи, добри ни дојдовте во уште едно најново издание на музичкиот неделен магазин Наша сцена. Во минутите кои што следуваат ве каниме на добра забава пред се со добра македонска песна и секако бројните музички новитети кои што врните македонски музички имиња ги подготвуваа во изминатиот 7-дневен период. Накратко, ја имаме велешката група Соната, како и добро познатиот Бобан Цаневски. Гледајте не! Започнуваме со оваа наша сцена и секако со новитетот кој што се реализираше токму изминатиот период во соработка со им продукција, каде што прилепчанецот Рубин Благадуша сними видеозапис за песната Јанкулица. Ја гледаме токму оваа промоција, а вие уживајте. Од Велеса лутана ракија. Тргна Јанко понада да бара, напад сретна една стара баба. Помози Бог, моли стара бабо, дал Бог добро, не знае делио. Каде одиш, каде коња мачиш? Коме прашаш, мори стара бабо, коме прашаш, право ке ти кажам. Јас имам младана невеста, се разболе од неверна болест. Сега одам понада да барам. Пресечи една дреновица, зареди ја Јанко од петица, од петица Јанко до главица, ке ти рипни како е ребица.
После овие прекрасни музички звуци, редно е да го погледнеме и интервјуто со Катерина Брезева, вокал од групата Соната од Велес. Таа открива дека своите почетоци ги бележат уште пред 17 години, како дуо заедно Кате и Трајче, а потоцна се формираат како група Соната, која што денеска веќе брои 5 членови. Повеќе ги милуваат фестивалските настапи, при што се редовно застапени на сите фестивалски збиднувања во нашата земја. Секако ги има и на бројните веселби ширум цела Македонија. Почитувани гледачи, со особена чест и задоволство ми е што токму во денешната наша сцена можам да најавам Катерина Брезева, поточно женскиот вокал и поубавата половина од групата Соната, велешката група Соната. Кате, добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам за поканата, навистина како и секогаш. Прекрасно се чувствувам тука кај вас во вашата телевизија. Одлично. Поводот да ни гостувате е, да речеме, со двојна намера, малку одмор во Охрид, малку она што денови веќе се случува токму овогодинешното издание на Охридските трубадури, Охрид Фест, па еве вие некако втора година поред земате учество, макар што веќе и претходни пати сте. Можам да кажам дека ние веќе и дел станавме од Охрид Фест. Да, јас навистина еве јавно би сакала да се заблагодарам за организацијата што фолк вечерта некако последниве неколку години ја ставаат, баш во ден кој што е преку неделата, обично четврток, секогаш така да ние пеачите тогаш најчесто сме слободни и можеме еве како и секоја година и оваа година да земеме дел од Охрид Фест. Така, со каква песна ќе се представите, со каков ритам ќе биде, еве малку да откриеме на гледачите? Па изминатите 3 години имавме така подинамични и повесели песни. Оваа година се одлучив за она кое што мене ми лежи на душа и ми е умилено. Станува збор за една прекрасна балада. Беги Солзо Врела се вика, музика аранжман на Цане Петров, текст на Огне Неделковски. Разговаравме со Цане кога ме праша каква песна сакаш. Ведно знаеш што да му кажам, затоа што веќе изминатите години, како што спомнав, имавме нешто поразлично и оваа година ајде викам да смениме, а задоволството навистина е огромно од моја страна, затоа што обожавам балади, обожавам да пеам таква музика. На некој начин вие сте заштитен знак на староградската велешка песна. Некако ги препеавте сите тие на ваш својствен начин и ги предочивте пред помладата популација, помладата публика, да ги знае и таа на некој начин тие песни. Знаете како во Велес песните се многу познати и верувајте дека нема прослава, забава каде што не се пеат тие песни и тие ги препеавме пред, па не знам, можеби 12 на години има, 10-12 години. И внимателно се одбрани и внимававме многу кога се прави аранжманите и во однос на изведувањето на пеењето од моја страна, затоа што сакавме да го задржиме тој староградски мелос, староградски дух, за да задржиме песната како што е, затоа што нели младите генерации да може да ја научат како што е. И понатаму кога препеваме на пример таква музика, многу внимаваме на тоа, затоа што навистина толку се убави песните, толку се со богат аранжман направени, така што нема потреба ние да ги именуваме, дали станува збор во однос на мелодијата или во однос на припевите на самата песна, значи навистина како што внимаваме ние би требало и нашите колеги да внимаваат многу на тој дел. Така, богато ли е велешкото поднебје со стари староградски песни? Да, има многу музика. Има многу добри музичари и јас многу често знам да споменам, значи сме имале среќа што кога почнувавме ние, имавме среќа да свириме заедно и настапуваме со повозрасни музичари. Во Велес од секогаш се свирала таква градска музика, морам да кажам. Многу е застапена, била застапена и се уште е застапена и забавната музика. Верувајте, во Велес нема забава каде што нема да се отпее рок-н-рол, валцер задолжително. Значи во Велес се уште застапена навистина многу убава и градска музика.
Така, токму она што е потребно на некој начин за мерак за душата да се направи, да се развесели. Да, може да се каже така. Баш така. Каже пред 12 на години ги препеавте сите тие по-маркантни песни од Велешката почва. Колку време обстојува Соната и колку кате е заедно со Соната и како се пронајдовте? Еве како се формира групата? Малце ќе ве навратам на почетоците. Од самиот почеток, значи се отсоцавме од самиот почеток, 17 години работиме заедно. Сосема случајно, знаете како велат, убавите работи, не знам, едноставно сами коцките се склопуваат. Така беше и нашата група, сосема случајно, колеги, ајде ќе направиме група, јас и клавиатуристот Тале веќе настапувавме како двојка, како дуо. Ни понуди, со задоволство прифативме, затоа што мислам дека тука и многу е битно вкусовите за музика не се исти, така карактерно некако се пронајдовме. Едноставно е, кога сака некој убавите работи, како што кажав, самите се редат и се местат. Така. Бројни се настапите покрај Велес, каде се може да ве види публиката, Соната каде се настапува. Еве, предпоставувам летниот период ви беше максимално. Така, најчесто на оние семејни забави, затоа што и навистина ги сакаме. Знаете колку е убаво ти да бидеш дел виновник, да кажем во наводници, да направиш таа вечер во тие 5 часа среќни и расположени, да ги расположиш луѓето, некои 300-400 гости, зависно. Најчесто во Скопје настапуваме, меѓутоа последните 3 години морам да кажем и цела Македонија. Битола, во Охрид, во Струга, значи насекаде. Бара, низ буквално низ цела земја. Да. Може да се каже. Покрај баладите, каде кои што тебе ете најповеќе ти лежат, со какви други жанрови на музика изобилувате? Да, за наша среќа ни лежи многу забавна музика и многу ја сакаме и ја негуваме. Јас искрено и сум растена паралелно како со староградската македонска музика и со таа забавната. Нели, негуваме доста странска музика, шпанската, она што ми јас посебно го сакам и ми лежи, значи посебно ја сакам, не знам, таа музика. Така, знаеме да отпееме нешто и француско, помалку руско нешто, така да имаме доста богат репертоар. Знаете да понудите многу шаренолик репертоар на публиката. Да, и доста е застапена таа музика. Навистина различна музика изведуваме на нашите настапи, секогаш. Така. Што, еве, одамна не сме се виделе, не сме обавиле некој ваков поголем, подолг разговор. Имате албуми зад себе, позади себе, значи колку албуми? Така, албуми имаме еден, тој што е, значи, Велешкото CD, со преработка, нели, на стари велешки песни, заедно со видеозаписи. Фестивалски песни имаме многу. Меѓутоа, не знам, се уште не дошол ден кога би требало. Секогаш разговараме на тоа, меѓутоа, верувајте, нели, настапи, свирки, и понеделник кога ќе дојде, гледаме малку да се одмориме, некаде да избегаме да прошетаме. А верувам дека во блиски дни дека ќе ги ставиме сите тие фестивалски песни на едно CD. Имам и други планови, меѓутоа пред време не сакам ништо да зборувам, затоа што спремаме нешто убаво, меѓутоа за тоа потоа, да. Минатата година исто бевте на Охридските трубадури, која беше песната со која настапивте? Песната Во вечна љубов верувам. Така, песна љубовна, поведра, повеселка, интересна така, подинамична песна, интересна. Јас навистина прекрасни песни има, значи не зборувам само за нас, зборувам општо во последно време навистина имаме многу квалитетна музика, многу квалитетни пејачи, меѓутоа многу малку простор. Значи ви благодарам и вие ете така што постоите, што се постојано навистина се давате комплетно за да ја промовирате македонската музика. Јас се сеќавам на нашите почетоци, многу малку беше, меѓутоа морам да кажам дека фативме малку од убавото време каде што постојано бевме на снимање, постојано имаше емисии, постојано надава на телевизија. Меѓутоа се надевам дека како и сите ние ќе се вратат убавите времиња, кога и фестивалите ќе имаат и друг сјај. Значи навистина ние постојано настапуваме на фестивали, јас многу се и сакам фестивалите. Секоја прилика ја користиме некако, нели, кога сме слободни да настапуваме на некој фестивал. Меѓутоа фали уште фали од
да го има тој сјај кој што порано го имал. Знаете, каде што буквално внимателно се правила селекција на пеачи, селекција на песни. Мислам дека само тогаш може би ќе се врати оној сјај кога, ако нели се направи една убава жири комисија, каде што не би можел секој нели да настапи на фестивал, не би можел со било каква песна да се настапи. Меѓутоа, мислам, ги гледам дека работите одат на подобри, се надевам дека навистина ќе биде подобро. Да се надеваме дека тоа ќе биде така, во позитивна конотација, секако кажано. Предлагам тука да се одмориме малце ете со минатогодишната трубадурска песна. Да, супер. И повторно се вратиме назад во студио. Почитувани гледачи, уживајте. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Очите на љубовта, врата ми отворија, танецот на среќата, да ми биде иднина. Ете, после овие прекрасни трубадурски звуци од Кате и групата Соната, ние продолжуваме тука заедно со разговор
токму со нашата Кате. Кате, ќе те навратам повторно назад на фестивалите, она што пред малку го кажа дека ги сакаш фестивалите, фестивалските настапи, но не се со тој сјај како што биле претходно во вашите почетоци. Каде е тој сјај? Каде се изгуби? Ете, спомена и околу жири комисијата, значи жири комисијата се често пати е составена од спонзорите на фестивалот, кои што на некој начин не се компетентни да дадат реална оценка. Како би Немам ништо против, меѓутоа не е во ред собственик на некој бутик да биде во жири комисија или не знам собственик на салон за убавина, значи со секој почит. Меѓутоа треба да има стварно компетентни луѓе кои што може да зборуваат за издржаност, за музика, за вокални способности на самиот пеач. Мислам дека тука е проблемот. И кога самиот конкурс на фестивалот кога е, внимателно треба да се одберат композициите. Значи, ако сум јас Кате, ако не ми е во ред песната, ќе ме одбијат. Па кој сака, ме разбирате? Како и да е. Значи, мора да има пропозиции за музика, нели, трубадурска песна. Значи, мора да се внимава на тие работи. И пеачите, морам да кажам, мора внимателно да се одбираат. Затоа што во последно време гледаме дека секој може да пее, секој може да го има на телевизија. Порано не беше така. Јас на мои 14 години влегов во студио, го имам веќе кажано, во некоја од емисиите. Значи, буквално ме видео малецко детенце и сега вика девојче ќе влеземе во студио. Инаку беше тоа аудиција за Валандово, за првиот мој настап. Вика, ќе влеземе, сега ќе отпееш песна. И се сеќавам на зборовите на кои што беа буквално сега микрофонот или те сака или не те сака. Разочарување нема, значи мораше така да ми каже, затоа што се работеше за 14 годишна девојче. Значи влеговме, отпеавме и рекоа, ти можеш да пееш, нели? Така. Значи, мислам дека порано така било и со вашата професија, со новинари, значи не можело секој да зборува. Или имаш глас или немаш. На некој начин. Така треба да биде. Мислам дека доколку се внимава на тие работи, тогаш би се вратил сега, затоа што има многу квалитетни пеачи и многу квалитетни песни во последно време. На вистина што да се понуди. Само повеќе промоција треба да има на македонска музика и тоа е тоа. Некако народната е повеќе во преден план за разлика од забавната песна. Па се смени работите. Пред некои десетина години беше обратно. Значи да, имаше моменти кога што и забавњаците знаат да кажат и вие народњаци. Ама ете сега гледате се сврти работа, сега забавњаците ни пеат на народна музика. Преубаве, мислам, зошто би ја подценувале кога толку убава традиција имаме, толку убава македонска народна музика која што изобилува со ритмови, со музика. За разлика од нашите соседи, значи имаме ритмови, имаме инструменти, имаме музика, музичари. Вистина, преубавам. И зошто би ја подценувале и ја одбегнувале? Зошто, не знам. Така. Често пати нашите соседи знаат да го украдат нашето. Да. И да кажат дека е нивно. Так. Не знам. Навистина боли тоа, меѓутоа тоа е. Така. Реалноста е таа, значи сепак не треба да се премолчува и преку тоа. Покрај тој видеопроект, да речам, што го имавте со велешките автентични староградски песни, имате и неколку видеозаписи на доста ваши песни. Остварувате соработка и со видеозаписите. Што околу тие видеозаписи? Дали повеќе песната живее преку видеозаписи или па само на едно фестивалско издание и сето тоа тука завршува? Па како не, мислам, видеозаписот си е нешто убаво, кое што убаво би било, знаете кој како може, нели? Убаво е со видеозапис да се овековечи, можем да кажем, песната и тоа што останува сега за среќа имаме интернет и така, можеме преку интернет луѓе да те дознаат, да те видат. Снимаме, снимаме, нели, колку што дозволуваат можностите, времето. Имаме повеќе видеозаписи на нашите песни и многу е битно внимателно одбираме на која песна би снимале видеозапис. Така, знаете, да дозволува и песната да има приказна, да има што да снимаш. Така. Пред малку го спомена Цане Петров за соработник, кој е тимот почесто така со кој што соработувате, со кој што творите песни? Да. Не сме луѓе кои што се, како да кажам, монотони кои што се работуваат со еден, сакаме малку да смениме. Тодор Трајчевски, Григор Копров, Орце Гелевски, Тоде Спасовски,
Цане Петров, нели, како што спомнавме, Милан Завков, во последно време и Ѓорги Крстевски, стил кој што навистина ете нас, барем мене морам да кажам, навистина посебно ми легне, така една прекрасни песни. Балада предпоставувам од Ѓорги. И имаме и баладични песни, меѓутоа имаме и така подинамични, интересни песни. Значи сакам да менувам. Така, да видам и повесели песни. Еве Валандово помина, нели мај месец настапивме со песна на Милан Завков, но буквално баш народна фестивалска македонска песна. Не направи преубава песна и задоволство беше да се пее во живо и да се пее со таков оркестар. Значи фантастичен оркестар имавме. На пробата кога ги слушнав како звучеше оркестарот, реков, Боже, викам, тука некој да не знае да пее, ќе пропее. Валандова годинава беше прекрасна. Значи, навистина, многу убава организација имаше, многу убаво си поминавме ние. Така. Следни фестивалски изданија, можеби, де Роса? Да, во преговори сме за Роса. Не е 100% сигурно дека ќе настапиме, меѓутоа веќе сме во преговори. Чекаме да го објава датумот кога би били, ако сме слободни, да. Секако. Користиме секој слободен термин, како што кажав, користиме се појавиме на фестивали. Навистина убава промоција на песна, фестивалска сцена, публика, тоа што немаме друга можност, верувате, каде би имале толку публика, таква сцена. Так. Што со во поглед на фестивалите во соседството, ево често пати нашите пејачи знаат да скокнат до соседна Бугарија на Пирин Фолкфест. Дали вие можда би сте помислиле Не, искрено не. Ние во Македонија се остануваме. Патриоти сте. Патриоти. Не знам, едноставно тука некако не е убаво. И ги цениме. Јас сум растена со фестивалите. Сум дете кое што со душа чекаше да дојде фестивал, со внимание ги следе фестивалите. Колешките мои со внимание, сите имав тогаш касети, нели? И се уште растев со нивната музика и сега кога со нив заедно настапам на фестивали, задоволството е преголемо, верувајте. Прекрасно чувство. Каже, настапи бројни низ нашата земја. Дали сте добиле понуда за надвор од нашата земја настап? Да, пораки стигнуваат, морам да кажам, понудима. Меѓутоа ангажманите тука не се договорени порано, веќе неколку месеци. И никако да се погоди некој слободен термин, што не значи дека во иднина дека нема да отпатуваме негде. Верувам дека ќе остане некој слободен термин, па за да можеме да отпатуваме, да се прошетаме. Така, за нашите гледачи во далечната Австралија, можеби еве и таму имате можност и прилика да ве видат. Па можеби, ајде, не знам. Во иднина можеби. Така, да, не се сепак. Иако јас би патувала негде така малку поблиску, меѓутоа ете, ако сме слободни и подолг период, зошто да не? Да, не исклучувате можност. Секако. Така, еве, можеби е рано каде се оглед на тоа што сме веќе септември, крај на летото, но дали еве имате можеби понуда за новата година? Се уште не, знаете како дека се уште сонцево, некако нова година не изгледа многу далеко дека, а не е толку далеко. Па, кајде ќе почнам, мислам дека. Така. Сега искористете ги овие денови тука во Охрид. Уживаме, навистина прекрасно. Јас сега баш си нели разговаравме и реков навистина ми е жал што и порано не дојдовме, меѓутоа не дозволуваше времето, меѓутоа здрави и Божи до година. Секако. Колку со оглед на вашите работни ангажмани успевате да одвоите време за одмор? Успеваме затоа што си оставаме сами. Знаете како, сама ако не си дадеш одмор, нема никогаш. А работата ни е многу напорна и верувате дека мора да отпатуваме негде, да се одмориме за да можеме после тоа пак да издржиме. Патуваме постојано, ноќна ни е работата, знаете како и мораме да се одмориме, меѓутоа знаеме, си уживкаме, мора да признам. Мора и тоа за самото тело да се олабави на некој начин. Да, сакаме, такви луѓе сме, сакаме да шетаме, да се дружиме со луѓе многу. Така. Колку членови бевте во бендот заедно? Ние сме 5 члена, јас и останатите колеги, Трајче, Тони, Никола и Раде, еве, поздрав до нив. Поздравиме токму и нив. Да. И да ви посакам многу успех понатака и се гледаме во некоја следна прилика. Секако за сите ваши новитети, ние стоиме тука за вас. Ви благодарам, навистина, како што кажав и на почеток, ви благодарам многу што постоите и што ја промовирате и несебично се давате за македонската музика. Благодарам уште еднаш. Благодарам.
После овој прекрасен разговор со Катерина Брезева, следно што ќе погледнеме разговорот со добро познатиот Бобан Цаневски. Бобан во изминатиот период пласираше нова песна на македонската музичка естрада, каде што станува збор за љубовна балада. Во периодов најавува и снимање на етно кавер песни, кој што го квалификува како голем видеопроект. Инаку, Бобан станува најповеќе препознатлив по песната Јаничари, за која што сними и видеозапис во соработка со им продукција пред 2 години. Повеќе од разговорот со Бобан. Почитувани гледачи, посебно ми е драго што токму во денешната наша сцена можам да го најавам добро познатиот Бобан Цаневски како гостин тука, значи во им продукција. Бобан, добре ни дојде. Добар ден, добре ве најдов, поздрав до вас, поздрав до ИТВ, до сите гледачи на ИТВ, како во Македонија, така во диаспората, сите македонци што живеат во диаспората. Така, одлично кажано. Одамна не сме се виделе, не си ни бил гостин во наша сцена, Да. па ајде еве што е ново на музички план кај тебе. Па не сум бил стварно одамна, повеќе време не сум бил гостин. Значи се случија повеќе работи околу од сцената, јас снимав една песна. Значи Љубов забраната, јас ја снимав таа последната песна, се спрема, значи и некои етно кавери, некои етно клипови, етно музика каде што ќе ја вратиме на онаа македонска наша автентична музика која што е малце подзаборавена. Така, на некој начин да се пренесе и на Да. помладата популација. Да, па тоа е целта, значи целта е Така. да се пренесе таа песна, убава македонска песна која што е подзаборавена, за да верувам имаме многу убави македонски песни. Богата е македонската Да. ризница со такви песни. Љубов забранета, за каков вид на песна станува збор, со кого ја снимаше? Љубов за забраната е балада. Значи македонска балада, едноставно песната е на познат гитарист наш во музичката Фела се вика Цуле. Значи во една седенка така ми ја испири песната, мене ми се допадна песната и решив да ја снимам така да. Одлична песна, супер песна, добро проаѓа, јас сум задоволен. Така, ја отпеа ли некаде настрана, мислам на фестивал или? Не, значи песната требаше да се отпее на фестивал, меѓутоа јас решив да отснимам, да се направи еден видеозапис, така. Така. Имаше плодна соработка со нас, Да, конкретно со им продукција за песната Јаничари. Колку си задоволените од тој видеозапис, од таа Значи соработка? можам конкретно, мислам слободно да кажам дека Јаничари е песна која што даде еден белег на мојата кариера, до сегашната кариера, значи песна која што допира до секој оној македонец кој што живее во Македонија и надвор, нели? Нема човек што не ја чул песната, не ми кажал дека песната е стварно одлична. Можам да кажам, еве, голема пофалби за ИНТВ направија прекрасен спот, се заангажира, работеа цел ден на спотот, одбра локации, каде што јас само едноставно пеев и се движев, а оние изработија целата работа. Така. Чист гостин си, да кажеме, и на големите фестивалски случувања тука во нашата земја. Милуваш да ги пратиш фестивалите, да пласираш нова песна? Фестивалите се една лична карта за секој пејач кој ќе се појави на тој фестивал. Јас знам дека некои од пејачите можеби не ќе додат, меѓутоа сметам дека секој пејач треба да биде на фестивалите, посебно на Валандово, на Цветници, на сите фестивали, еве на Охридски. Каде што секој што има нова песна може да ја представи, може да ја испее. Обично на Валандово со народниот оркестар кој звучи супер и таму може човек, мислам пејач може да испее како што треба, бидејќи све иде лајф. Така. Предлагам да погледнеме Јаничари. Да. И повторно се вратиме назад со разговор.
lice pogledna, vo srce ja strela probodna, nišan mu na lice prepozna. Majka i dvajcata gibeleša. Poslušajte, poslušajte, janičari, belo i licele ne crnite. Begajte bre, janičari, rosno cvekele ne gazete. Žalno mu progovara, daj pogledni vo nišanov, ja sam ti sestrička odrodena. После овој прекрасен видеозапис од нашиот денешен гостин Бобан Цаневски, ние сме повторно назад во нашето студио. Бобан, летниот веќе период е зад нас. Каде се настапуваше, каде се беше баран? Значи, летните ангажмани беа претежно со ние приватни забави, значи свирки приватни забави, каде што стег дека што бев повикан, испеав. Да. Оние приватни веселби свадби, нормално, без нив не се може. Так. И понатаму се разбира, има и други ангажмани каде што ќе пеам, само што, поред некаде. Так. Настапуваш соло или па... Значи, настапам соло и со бенд настапам, так, да. И со бенд настапам. Так. Што во есенскиот дел, може би турнеи надвор на нашата земја, настапи? Па се надевам дека ќе има нешто во преговори сме за некој меѓутоа, потом ќе се договори. Так. Да. Во преден план преработката на етнопесните проектот? Значи, тој проект ми е пред се главен, каде што се одбираат внимателно се одбираат песните кои што ќе бидат изработени. Нормално некои песни кои што се авторски треба да се прашат и авторите за тие песни, да се одберат музичарите. Претежно песните се одбрани, меѓутоа треба да се одберат музичарите што ќе ги направат аранжманите. Значи тоа да прозвучи добро, да има автентичен македонски мелос, каде што ќе биде застапени кавал, каде што ќе биде застапени тамбура, не знам и други македонски инструменти. Специфични, да. Значи ја почитувам и модерната македонска музика, каде што и морам да кажам дека и од тоа нешто ќе се отснима, меѓутоа овој проект ми е пред се главен.
Голем успех пред се во тој проект и ве очекуваме повторно кога ќе се обработи и финишира тој проект на следна промоција. Благодарам што ме повикавте и голем поздрав до вас и до сите гледачи. Благодарим уште еднаш. Благодарам. Верувам дека со изборот на музички информации кои што го подготвивме токму за вас во оваа наша сцена, го задржавме вашето внимание до самиот крај. Минутите веќе ни се одбројани, а повторна средба ви закажуваме за точно 7 дена. Благодарност до бутиците Мисара од Струга кои што се погрижија за мојот денешен изглед и секако огромна благодарност за вас за вашето внимание со кој што бевте заедно со нас. Довидување.